Али Ахмети да му дозволи на Димитар Ковачевски да седне очи во очи со Христијан Мицкоски. Од ВМРО ДПМН го повикуваат премиерот да собере храброст и да седне на средба со лидерот на опозицијата каде ќе се разговара за клучните проблеми на државата. Пратеникот Драган Ковачки вели дека молкот на Ковачевски покажува дека нема авторитет ниту во својата партија, ниту во владата и дека за се мора да го прашува Али Ахмети. Ковачевски треба да се охрабри и треба да се одважи да ја организира средбата, затоа што само тоа е единствениот пат за излез од политичката криза која што дадоа СДСМ и ДУИ. Ковачевски не треба да се плаши и треба да побара одобрување од Али Ахмети. Апелираме и до господинот Али Ахмети да му даде одобрение на Ковачевски, да најде начин да дојде на таа средба, затоа што после неуспехот на уставните измени Македонија ќе западне во политичка криза. Покрај Ковачевски за понуденото од Мицковски молчат и од СДСМ, деталите за форматот на средбата ќе ги соопштила владата. На Мицковски му порача, доколку немал доверба во своите партиски функционери, да дојдел сам на лидерската. Сите детали за лидерската средба ќе бидат соопштени од страна на владата. Ние би сакали уште еднаш да повториме дека станува збор за една исклучително важна средба, средба на која што ќе се зборува за иднината на граѓаните и на државата. Темите за оваа средба председателот на СДСМ и премиер Димитар Ковачевски и јавно ги соопшти. Околу форматот ние не би сакале да навлегуваме во внатре-партиските односи на ВМРО ДПМН. Според информации на МИА, лидерската средба би требало да се одржи во среда во клубот на пратеници, но официјално се уште нема ништо, ниту ден, ниту час, ниту во каков формат ќе биде. Мицкоски, повикувајќи го Ковачевски очи во очи само они двајца, порача дека на Македонија и е потребна влада на македонско национално единство и заменување на ДУИ во опозиција со цел оваа партија да се реформира.